Денеска се одбележува 23 годишнината од почетокот на воздушните напади на НАТО врз територијата на тогашна Сојузна република Југославија, која од 2015 година во Србија официјално се означува како почеток на агресијата на НАТО. Операцијата на НАТО, наречена Милосрден ангел, следеше по неуспешните преговори за решавање на кризата во Косово, одржани во Рамбује и Париз во февруари и март 1999 година. По повод 23 години од почетокот на НАТО агресијата на поранешната Сојузна република Југославија, Српската заедница во Македонија и Демократската партија на србите во Македонија денеска традиционално организираа помен во црквата Света Тројца. По едноминутно молчење во чест на загинатите цивили и војници во бомбардирањата, присутните запалија свеки и порачаа дека злосторството никогаш нема да го заборават. Без одобрења Уjedinjenih nacija наша земја je bombardovana. Počeo je proces koji, evo sada gledamo, traje sa Ukrajinom. Jedno širenje nasilnika, jer Zapad je, posebno NATO, u ovoj situaciji bio krajnji nasilnik koji je slabijima, manjima nametnuo svoju volju i zad kulisom širenja demokratije odigrao jednu tako prljavu igru koju plaćamo danas. Znači sve to što je tada urađeno ostavilo je toliko duboke tragove na sve nas. Ostavilo je bolesti jer onaj uranijum svakako nije neštetan. Jer sva ta uništena infrastruktura koštala nas je mnogo. Jer sve traume koju su naša deca preživela ostala su duboko u njihovim srcama i dušama. За време на 78 дена од воздушните напади, според податоците кои не се официјално усогласени, загинаа меѓу 1300 и 3500 лица, а повеќе од 12.000 беа повредени. Според Српското министерство за одбрана, за време на воздушната агресија на Алијансата убиени се 2500 цивили, вклучувајќи 89 деца и 1031 припадник на војската и полицијата. Bombardovani su i veći gradovi Srbije i Crne Gore. Beograd, Niš, Novi Sad, Leskovac, Užice, Podgorica, Sombor, Subotica, Herceg Novi, Pančevo. Bombardovani su i radio-televizijski predajnici i vojni objekti u celoj zemlji. Tokom bombardovanja SRJ izvršeno je oko 2300 vazdušnih udara na 995 objekata širom zemlje, a 1150 borbenih aviona lansirano je blizu 420.000 projektila ukupne mase 22.000 tona. U napadima koji su bez prekida trajali 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture, crkve i manastiri. Iako je bila prilično inferiorna u odnosu na NATO, Vojska Jugoslavije je pružila odličan otpor vazdušnim napadima. Воздушните напади завршија со потпишување на така наречениот Кумановски договор, односно воено-технички договор, склучен меѓу меѓународните безбедносни сили и КФОР и владите на СР Југославија и на Република Србија ноќта меѓу 9 и 10 јуни 1999 година на воениот аеродром близу Куманово, пошто следеше повлекување на воените и полициските сили од Косово, на чија територија беше основана цивилна мисија на Обединетите нации, односно УНМИК.